Во општината Чаир, саркастично кажано, постои временска машина, објавивме во изминатите изданија. Зошто? Затоа што не само што се градат дивоградби од голем габарит, туку увидовме дека дел од новоизградените објекти кои ги проверивме, во меѓувреме се и легализирани, што е потврда дека биле дивоградби. Но проблемот е во тоа што легализацијата на овие објекти не требало да биде можна. А легализацијата не била законски можна бидејќи првиот услов за еден објект да се легализира е да бил градежна и функционална целина пред 3 март 2011 година. 360 степени откри најмалку 20 легализирани и тоа само големи стамбени објекти, кои не биле ниту почнати да се градат на почетокот на 2011 година. Ова огромна зграда на почетокот на булеварот Џон Кенеди е легализирана годинава, иако објектот е легализиран како да постоел пред 2011 година. До 2017 година на терен нема трага од него. Земјиштето почнува да се расчистува во јуни 2017 година, а зградата е готова на крајот на 2021 или почетокот на 2022 година. Како е сето ова можно? Општината Чаир посредно ја префрли одговорноста на барателите на легализацијата. Во меѓувреме, јавното обвинителство реши да отвори предмет. Овие неколку кадри што ги објавивме и минатата недела се од улицата Втора македонска бригада во Чаир. На неа постојат неколку поголеми стамбени објекти, изградени неодамна. Ова пак се јавно достапните сателитски снимки на Google од јануари 2011 година од истата улица во Чаир, а и од една година подосна, април 2012. Ги нема зградите кои подосна ќе се легализираат како да биле таму на почетокот на 2011 и покрај тоа што се градени неколку години подоцна. Кога прашавме во општината како е можно да легализирале зграда која не постоела пред 3 март 2011 година, ни објаснија дека барателот е тој кој што докажува дека еден објект е изграден пред крајниот рок. Едниот начин да се докаже тоа е со поднесување на сметки за комунали или други документи, додека другиот начин е со поднесување на изјава, дадена под полна кривична и материјална одговорност. Со тоа, од општината индиректно се оправдаа дека тие не знаат и не проверуваат дали некој објект изграден пред крајниот рок 3 март 2011 година, кога ќе пристигне барање за легализација. Туку дека се водат од изјавите на барателите на легализација кои теоретски можеле да кажат дека објектот има од 2011 година или порано. А рокот за поднесување на барање за легализација повеќе пати беше продолжуван, последно до 31 декември 2018 година. Затоа отидовме во катастарот. По случаен избор побаравме 12 решенија за легализација на стамбени згради кои се изградени изминативе неколку години во општина Чаир, бидејќи во нив го пишува и датумот кога е поднесено едно барање. Откривме дека половина од 12 барања се поднесени на ист датум, 31 декември 2018 година, кој случајно или не е буквално последниот законски рок за поднесување барања за легализација. Случајно или не, геодетските елаборати на 10 од 12 решенија беа од иста фирма. Но, уште поважно, откривме дека некои барања за легализација се поднесени уште пред да бидат изградени зградите за кои се бара легализацијата, па дури и пред да почнат да се градат. Што ќе прави општина Чаир сега, откако недвосмислено се покажа дека легализирале дивоградби кои ниту постоеле на 3 март 2011 година, а дури ни на денот кога за нив е поднесено барање за легализација? И по една недела чекање, нова прашање, не добивме одговор од општината. Во меѓувреме за целиот случај, прашања поставивме до неколку други институции. Најконкретни беа од јавното обвинителство. На кратко, ОЈО Скопје реши да отвори предмет. На подолго, ова е нивниот интегрален одговор. Со оглед на тоа што во конкретниот случај во општина Чаир нема соодветен инспекцијски орган кој може да го испита настанот, основното јавно обвинителство Скопје оформи предмет под опрен глас во кој ќе ги провери наводите изнесени во новинарските истражувања. Што е преземено и што ќе преземе обвинителството засега е информација надвор од јавниот домен, но не е тајна што ќе преземат другите државни институции до кои се обративме. Засега ништо. Од Министерството за транспорт и врски не рекоа дека инспекцијска надлежност над градбите, а со тоа и дивоградбите, имаат општинските инспекции и Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам.
Согласно одредбите на Законот за постапување со бесправно изградени објекти, Министерството за транспорт и врски нема надлежност да врши надзор врз изградбата, односно Министерството за транспорт и врски го пропишува начинот, постапката и условите за стекнување на правен статус на бесправно изградените објекти и врши надзор врз одредбите на Законот. Но токму една од одредбите на Законот за легализација предвидува обврска за општините да поднесат регистар на сите добиени барања за легализација, и тоа 15 дена по завршувањето на последниот рок за нивно поднесување, кој, за потсетување, истече на 31 декември 2018 година. Од Министерството за транспорт одговорија дека ЧАИР последен пат поднел регистар во 2016 година, кад имало 2328 барања за легализација. Па, прашавме, дали е направена споредба меѓу тоа што го пријавила општината и тоа што стои во уписните книги на локалната власт. Ви информираме дека Министерството нема законска обврска да врши споредување на доставените регистри со поднесените барања во општината. Инспекцијскиот надзор ќе потенцираме е делегиран на овластениот општински инспектор и Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам. Освен според Законот за постапување со бесправни објекти, постапките за легализација се водат и согласно Законот за општа управна постапка. Па затоа се обративме до Државниот управен инспекторат и оттаму не одговорија дека не се надлежни да ги ценат изјавите на барателите на легализација. Овој орган нема надлежност да ја цени вистинитоста и содржината на доказите доставени од странките кои учествуваат во управната постапка, односно истите се предмет на постапување и докажување пред надлежни истражни и судски органи. Но, од управниот инспекторат додаваат дека постои механизам веќе донесените решенија да се преиспитаат. Според член 124 став 2 од Законот за општата управна постапка е уредено дека управниот акт може во секое време да се огласи за ништовен по службена должност или по предлог од странката. А во ставот 4 од истиот член е уредено дека управниот акт го огласува за ништовен органот што го донел или второстепениот орган, а ако нема второстепен орган, органот што со закон е овластен да врши надзор над работата на органот што го донел решението. И во овој момент, додека трае сторијава, и не само во ЧАИР, во земјава се креваат дивоградби. Логиката вели дека секој од инвеститорите се надева дека ќе му успее, вака или онака, на крај да го легализира објектот. Може би е нереално да се очекува дека нешто ќе се врати во првобитната состојба, но во моментов се чини дека обвинителството е единствената институција која може да ја лоцира одговорноста и да ја застане временската машина. Објекти изградени вчера да се легализираат како да се изградени пред 13 и повеќе години.